Почитувани, ниту вчера, ниту денес нема одговор од Зоран Заев за наводите во медиумите кои што пишуваат за вмешаност и поврзаност на власта со рускиот бизнисмен Иван Савидис, кој финансира проруски партии, а финансиски е распослан низ соседна Грција. Зоран Заев мора да одговори на индикациите во медиумите каде спротивно на владата и компанијата Секе од Прилеп, за тоа дека таа не е поврзана со бизнисите на Савидис, стои наведеното во собственичката структура на компанијата на Савидис, јавно достапна на интернет, каде јасно е наведена Прилепската компанија како содружник. За заедничката партнерска и собственичка структура на Секе и грчката СКПД Грција пишуваа и грчките и бугарските медиуми, а се пренесени и во македонските медиуми. Почитувани, потребен е одговор за пишувањата и сомнежите за можна релација на Заев и владата со рускиот бизнисмен, близок до Москва, распослан из Грција, Иван Савидис. Потребен е одговор на прашањата. Дали и колку Иван Савидис е економски присутен во Македонија и дали има поврзаност со владата, премиерот и висок функционер од ЛДП, кој што е дел од владеачката коалиција? Дали Заев знаел чија компанија посетува кога ги посети Тутунскиот комбинат во Крушево, кој што е дел од синџирот на компаниите на Савидис? Дали Заев беше придружуван од Панајотис Теранидис, човек кој што е од доверба на Савидис? Колку се зголемени приходите на компанијата Секе на Савидис по 2017 година, односно откако Заев ја презеде власта? Дали поранешниот директор на Државниот земјоделски инспекторат Јане Станковски, кадар на приврзокот на Заев ЛДП, е главен потписник, прокурист на компанијата на Савидис? Дали Заев знае дека неговиот пријател, солунскиот градоначалник Јанис Бутарис, е тесно поврзан со Иван Савидис, кој што веројатно му е и спонзор во политичката кариера? Дали знаел Заев дека хотелот Македонија Палас со Солун, или како што милува Заев Тесалоники, каде што тој оди на прослави со семејството и советниците од владата, е токму хотел на Иван Савидис? Почитувани, уште од насилното заземање на власта, Заев и неговата однародена криминогена банда се обидуваат секое спротивставување на насилните политики за обезличување и бришење на македонскиот народ, посебност и историја, да ги прикажат како странска руска интервенција. Заев досега освен празни флоскули, но и лаги, имајќи ги предвид раскажаните наводни сведочења на малолетници, немало предочено никаков реален показател ни од него, ни од полицијата. По дилемите кои што сега ги отворија медиумите, со можност за сомневање таа врска да биде во насока на владиното делување, Заев има сериозна обврска да даде одговори на поставените прашања. Во спротивно, само ќе ги засили сомнежите. Ви благодарам.